Караванот на ВМРО ДПМН синоќа ги слушна идеите на жителите на Делчево и Македонска Каменица. Подобрување на инфраструктурата и поддршка на спортот се дел од барањата на жителите на Македонска Каменица, кои би требало да влезат во понатамошната програма на ВМРО ДПМН. Има од неколку области од она што можев да видам, дел се од подобрување на инфраструктурата, дел се од подобрување на условите за спорт на младите, дел се предлози од делот на здравството, од севкупното живење на граѓаните. Моја иницијална реакција е дека има тука материјал кој што сигурно ќе биде вграден во новата програма. Тимот на ВМРО ДПМН и граѓаните на Делчево меѓу другите теми разговара и за подобрување на условите за откуп на сината слива. Тие 2,5 денара што ги дава државата за килограм, јас не мога да ги земам, пошто производот јас го продавам на купци регистрирани, а не на преработувачи. Од преработувачите нема понуди за да го продавам производот. Идејата беше да ги развиваме преработувачките капацитети кај нас, бидејќи се случува да голем број на наши земјоделски производи, големи количини одат непреработени во странство. А ако останат овде ќе се преработуваат, ќе се отвараат нови работни места. И за таа цел е направена мерката. Така да размислите во тој домен. Освен вице-премиерот Пешевски на трибината во Делчево свој краток осврт на најзначајните проекти кои се реализираат или допрва ќе започне нивна реализација, имаше и градоначалникот на Делчево Дарко Шехтански. Во моментот од поголеми проекти кои што се работат или кои треба да почнат во општина Делчево со владиви пари разведени од владата на Република Македонија, очекуваме отпочнување на патниот правец Делчево Долак. Тоа е најавна и секој момент очекуваме. Тирсот се работи интензивно. Веќе од повода на најавениот ски центар се надеваме дека ќе почне со градба. Општина Делчево има завршено сите процедури за негово почнување. Пренамената на земјиштето, кој што исто така област каде плати општина Делчево е потпишано и ќе извршуваме некои плати. Подобрувањето на патната инфраструктура сепак за вице-премиерот Пешевски во иднина ќе биде клучот за побрз развој на источниот регион. И главниот проблем на Источна Македонија, зошто некако заустануваше во развојот, беше лошата инфраструктурна поврзаност. Патиштата се уште не се добри и за многу бизнисмени или инвеститори кога сме се обидувале да ги донесеме одека и ќе дојдат, они ќе видат, вика многу време ќе изгубам, јас вика за времето што да дојдам со, да речем, со шлепер од Делчево до Скопје, за исто тоа време, примерот, ако се наоѓаш на автопатот, ќе стигнеш до Ниш. И логистички им беше проблем и затоа еден од главните проекти што ги почнавме во претходниот мандат е градење на автопатот. Да поврземе автопатски квалитетно Источна Македонија со трансверзалава север-југ, со автопатот што е од Грчка до српска граница. И не случайно се гради од Миладиновци до Штип, подосна е експресниот пат што ќе биде од Штип до Кочани, а овдека ќе се тери конструкцијата на овој пат, така да кога тие сите како проекти ќе бидат завршени во, да речем, години по две до сега, мислам дека и патувањето и поврзаноста иде многу подобра и тогаш и индустријската зона што почнавме овдека, што треба да се направи, ќе се добие на значај малку полесно ќе ни биде да убедиме некои од другите инвеститори од надвор. Инаку караванот на Македонија и треба твојата идеја денес продолжува и во останатите градови во државата.